Почитувани гледачи, како што и најавивме на почетокот од ова издание на вестите од регионот, ќе имаме и гостин во студиото. Како што можете и да забележите, мојот гостин во студио е Перо Божинов. Петре, добре дојде во вестите и сигурно гледачите веќе знаат зошто си овдека, да сумираме впечатоци од се она што се случуваше изминатите 11 на дена. Различни настани, различна публика, задоволени сите, желби на граѓаните на општина Струмица и кулминацијата од она синоќа. Токму така, најпрво поздрав за сите гледачи на телевизија ВИС и на вестите. Јас сакам во кратки црти да спомнам, не знам колку ќе можам да ги зумирам сите впечатоци, емоции од овие 11 дена, како што знаеме, имавме 8 дена со многу културни настани кои се случуваат на 6 отворени сцени во градскиот парк. Имавме премногу културни настани кои што беа многу посетени, претежно од струмичани, и тоа што ни се случуваше веќе на големата сцена последните 3 дена. Ако земам да кажам во некои кратки црти, уште немаме состанок сите координатори кои што сме дел од Струмица Опен фестивалот. Во оваа прилика сакам најпрво нив да ги поздравам, бидејќи без нив искрено немаше да можеме ова да го организираме, и мислам дека тоа што е од моја страна како впечаток, мислам дека беше преубаво. Мислам дека беше многу посетено. Вчера на сенокешниот концерт на Дино Мерлин, мислам дека беа сите презадоволни, се очекуваше долго време овој настан и мислам дека ја постигнавме целта или очекувањето од публиката. Така, видовме многу публика, како што кажа и самиот во текот на 11 дена. Значи, сите оние кои што се љубители на поезијата, на афоризмите, имавме играорни групи и така натаму, сите некаде беа. Но синоќа имавме голема бројка на луѓе. Зошто на крај ги оставаме звездите, ајде да кажем? Добро, мислам дека и така наликува на фестивалите. Пробуваме да го организираме фестивалот за биде на некој начин трите последни вечери одзимаат најмногу енергија. Така. И веќе на денешниот ден, веќе од кога заврши фестивалот, не сме спремни, не сме способни да делуваме ништо освен само да се собереме, да се искоординираме, да си ги кажеме сите забелешки, да ги слушнеме сите забелешки и да ги споделиме емоциите. Јас знам дека поголем број од струмичаните беа задоволни, бидејќи стварно направивме програма за сите возрасти, за сите вкусови, но пак ќе кажам, сигурно има некои кои што не се пронајде во овој фестивал. Јас искрено пробуваме да ги надминеме сите проблеми кои што ги имаме, и затоа од година на година сметам дека фестивалот оде во една нагорна линија и сметам дека ќе биде прифатен за повеќе луѓе. Така, кажа и самиот, оставаме на граѓаните на општина Струмица, па и луѓето кои што доаѓа од околните населени места и другите градови низ Македонија да заклучат сами што значи Струмица Опен фестивалот. Но морам да те прашам и нешто друго. Како советник на општина Струмица. Струмица е град кој што, еве, спомнувајќи го и Струмица Опен фестивалот, кој што не е фестивал за занемарување, трае 11 дена, имаме други културни манифестации. Не мислите ли дека Струмица веќе редно време да добие да стане град на културата? Ова прашање многу долго време се спомна во Струмица. Јас сум еден од тимот кој што секоја година помагам заедно со сегашниот директор на Дом на културата. Пробуваме да Струмица да биде град на културата. Тој многу повеќе учества во овие години, но се надевам дека Струмица е град кој што мислам дека има најмногу настани во текот на годината. Имаме чести состаноци, средби со сите чинители на културата во општина Струмица, и сега во овој период ќе ги зачестиме овие состаноци и ќе направиме една добра програма, кој што мислам дека Министерството за култура конечно веќе после 5-6 години аплицирање, мислам дека ќе ја добиеме овој примат. Така, и не би била информативна емисија ако не ги спомнеме и парите од каде се финансираше Струмица Опен фестивал од годинава и колку целиот овој спектакл кој што го видовме изминатија денови чинеше. Сите знаеме дека овие звезди чинат. Не можеме тоа да го скриеме, пробуваме со најминимален буџет да го направиме, но фестивалот е многу голем. 11 дена фестивал, 20 културни
настани во овие 8 дена. Сите знаеме колку кошта оваа бина, сите знаеме колку кошта Дино Мерлин. Нема овде ништо што може да скриеме. Сакам само да и се заблагодарам на луѓето или на фирмите, бизнисмените, градоначалникот на општина Струмица, делумно сега и Министерството за култура, делумно ни помогна нешто како за прва година. Пробуваме да врзиме крај со крај. Така. Фестивалот и буџетот се големи, но во оваа прилика ќе се заблагодарам на сите кои што ни беа дел или ни помогнаа за да ја реализираме оваа програма. Така да не знам, од година на година пробуваме да ја направиме програмата што е можно подобро, но сите знаеме дека со програмата кошта пари. Така. Пробуваме, тешко е во овие времиња да се обезбедат 170.000 евра за да направиме таков фестивал. Знаеме дека 3 милиона денари или 50.000 евра доаѓаат директно од буџетот на општина Струмица, делумно од шанковите кои што се поставени на самиот плоштад и 1/3 од парите мораме да ги обезбедиме од спонзори кои што буквално пробуваме да ја објасниме дека на Струмици е потребен фестивал и дека ни е потребна помош од бизнис сектор. До сега наидуваме на разбирање, се надевам дека и така ќе продолжи. Така. Трнавте по патот, 6-та година го годите, јас се надевам дека ќе остане традиција во Струмица, дека се поголеми и поголеми звезди ќе ни доаѓаат на Струмица која што наликува како град. Пробуваме да донесеме и да ги задоволиме сите вкусови. Јас во периодот кога сме премногу напнати, кога имаме премногу обврски, јас во некои моменти не знам, пробувам на луѓето со кои што работам, со кои што комуницирам, институциите со кои што се инволвирани во Струмица Опен, во еден момент да се извинам бидејќи стварно е многу напнана самата атмосфера. Има многу луѓе кои што се на исто место и сите различно гледаме, но секогаш пробуваме да најдеме еден баланс помеѓу сите овие чинители. И мислам дека ќе пробаме и во иднина да биде фестивалот и да оде во нагорна линија, но времето ќе покаже. Прво, јас ти благодарам што одвои време и беше дел од ова издание на Вестите на ВИС, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини од регионот.